Добар ден, почитувани гледачи, добро дојдовте во денешното отворено студио 1 на 1 ТВ. Како што веќе добро знаете, 14 часот е термин резервиран за почеток на отвореното студио. Јас сум Антонио Крстевски, до мене е колешката Елена Милошевска. Со нас ке се дружите, како што веќе добро знаете, до 17 часот и 40 минути, односно во првите 3 блока од отворено студио. Како и во секој друг ден, така и денеска за вас подготвивме доста интересни теми на кои што ќе зборуваат. Исто така доста интересни гости, но за тоа повеќе ќе ве запозна Елена. Повели. Благодарам, Антонио. Еве уште еднаш добар ден и од мене, почитувани гледачи. Па ајде накратко да погледнеме што е она што следува на програмата на 1 ТВ. Стандардно во овој термин, односно во овој прв блок од отвореното студио 1, ќе се навратиме на вчерашните гостувања во нашата телевизија и потоа секако следуваат вестите во 14 часот и 30 минути со колегата Александар Петревски. Потоа по завршувањето на ова информативно издание следува уште еден блок отворено студио 1 во 15 часот и 25 минути, односно втор блок каде што ќе разговараме на една навистина интересна тема, односно станува збор за дипломатски протокол, етикетија и кореспонденција, а ќе разговараме со Данчо Марковски, амбасадор на Република Северна Македонија во Албанија. По овој втор блок отворено студио 1 следува повторно, односно уште едно информативно издание во 16 часот со колегата Александар Петревски, па потоа веќе добро познатото кулинарско шоу Маја готви. И по завршувањето на ова кулинарско шоу се враќаме ние повторно во отвореното студио 1 во 17 часот, а темата на која што денес ќе разговараме, односно во овој трет блок, е субвенцијата за електричните тротинети, што ќе донесе ова мерка на властите. Ќе разговараме со Валјан Салиу, потпарол на град Скопје, и потпаролот на МВР Тони Ангеловски. Потоа следуваат минути, односно добиваме минути за колегата Дејан Андоновиќ, со кој што ќе ги анализираме најновите случувања од регионот и од светот. И секако следува блокот забавни емисии, односно ќе се потсетиме на најдобрите моменти од последната гала вечер на музичкото талент шоу Звезда број 1. Потоа следуваат нашите ексклузивци и мода со Сергеј Варушлија. Во 19 часот и 20 минути студиото го презема колешката Анита Кочишки, а потоа следува централниот дневник со колешката Елена Джугуманова. Во вечерашното отворено студио 1 во 21 часот ќе настапи колегата Александар Чумовски, а темата на која што ќе разговара со своите тројца гости ќе биде: компаниите ги бараат најдобрите студенти, тие се заинтересирани за стручен кадар со визии за новите економски технолошки текови. По завршувањето на ово отворено студио 1 секако следува уште еден вечерен блок и секако денешниот ден го заокружуваме со вестите во 23 часот. Тоа е она што ќе гледаме во кратки црти на програмата на 1 ТВ денес. Така, ние стандардно во овој прв блок од отворено студио се навраќаме на оние најинтересни гостувања од вчерашните отворени програми на 1 ТВ. Во централниот дневник гостуваше Совка Дојчиновска-Пеовска, член на Државната комисија за спречување на корупција. Таа говореше за тоа дали има судирни интереси премиерот Зоран Заев да ја извршува и функцијата министер за финансии. Таа вели дека нивната реакција не е задоцнета, бидејќи му било дадено на премиерот Заев време да постапи според законот, затоа што одговорноста да не дојде до судир или неспојивост на одредени функции е на функционерот, а не на институциите. Предлагам да видиме дел од незиното гостување во Централниот дневник. Треба да знае јавноста дека ние всушност действуваме постфестум, ако веќе говориме за постапување на комисијата. И овој чекор превентивно, односно да укажеме на нешто што може да настане, а потоа да предизвика посериозни последици, е направено токму имајќи го предвид сериозноста на моментумот. Значи, ние го дадовме нашето соопштение, односно обраќање до собранието, токму со тоа дека укажуваме на она што е утврдено во нашиот закон, кој што изрично
изрично ги набројува функциите што не може да се спојат една со друга. Не постои тука институционална одговорност. Сега ние на владата ќе посочиме, видите што правите предлог кој што е спротивен. Не може така да се постапува и не треба така да се постапува. Ние ако го извртиме законот, ако извртиме функцијата на комисијата, ќе излезе дека треба да трчаме према сите носители на функциите, па да ги опоменуваме, немој ова да го правите или не. Никогаш не може тоа да се случи. Значи треба апсолутно да внимаваат, во секоја состојба треба да внимаваат да не дојдат во можна состојба на судирни интереси. Доколку не се сигурни, законот вели прашајте. Прашајте во институцијата, ќе ви се каже. Испана така, вашата одлука како опоменување, затоа што не се случи гласањето за избор сега да ви кажам зошто оценивме дека малку ќе излеземе од она крута примена на законот. Преовлада мислењето дека во комисијата, во комисијата исклучиво. Преовлада мислењето дека доколку дозволиме, а сме свесни дека ќе оди кон тоа, неколку часа беа во прашање, нели, отиде предлогот, дека ќе направиме поголема штета. Мислам, ќе се направи поголема штета, имиджот на комисијата не е ни толку битен, колку е битно да се превенира сега, во конкретна ситуација, да не дојдеме до состојба на избор на председател на влада и министер, кој што неминовно ќе мораше да го санкционираме. Затоа што нам оттаму не произлегуваат. Затоа реков пред малку, ние функционираме, постапуваме постфестум. Откако ќе се случи состојба, ние преземаме конкретни мерки, оние што ни се пропишани. И сега да гледате од страна сеир, сега да кажам народски, како се случува тоа и да не обрнете внимание барем на можните последици од тоа, мислам дека не е коректно и нечесно би било од нашата институција така лефтерно да се однесеше кон оваа ситуација. Сепак мислам дека го направивме правиот чекор. Народски ќе ве прашам. Заради судирни интереси, така? Знаете како? Тоа црпите одлуката дека заради судирни интереси? Законот има неколку делови од законот кои што објаснуваат одредени закон за антикорупција. Законот за спречување корупција и судирна интереси. Порано ако беа два закони, сега имаме еден закон и тоа е самата одредба која денеска многу често се цитираше е во делот спречување на корупција во вршење на јавните овластувања. Значи јавните овластувања се она што е председателот на владата, што е министерот и така натаму. И изрично овој член 44 забранува забрана за вршење на други дејности. Ако се смета на двете функции. Во таа смисла се од тука произлегува целиот овој корпус на неспојливост. Зашто ставот 2, што го цитираат сите, буквално завршува се неспојливи една со друга. Значи, буквално, дури не треба ни некакво толкување. Ги набројува функциите и на крај завршува со овие зборови. Неспојливи една со друга. Оттаму е целата изричност. Значи, нема може или не може. Премиерот се повикуваше на законот за влада и на уставот кој што не го спречува тоа. Јас сега или ова е понов закон како што значи законот е најнов што може да биде, лекс специјалис и буквално бидејќи се знаете како корупцијата е во власта. Власта е таа што може да биде корумпирана и да ги злоупотребува и ресурсите и да ја злоупотребува функцијата и да ги спротистави приватниот спрема јавниот интерес. Оттаму се што се однесува на овие прашања прецизно се уредени со законот наш. Инаку во неделата бе објавени имињата кои настрада од премиерската метла, но имаше и такви кои што не ги зафатија, решија сами да се заменат од функцијата. Еден од нив е поранешниот заменик министер за образование Петар Атанасов, кој истакна дека уште пред реконструкцијата на владата тој дал до знаење дека ќе си оди. Меѓутоа, наспроти него, Заев тврдеше дека оставката ја поднел бидејќи не станал министер. Во продолжение гледаме дел и од гостувањето на Петар Атанасов во вчерашното отворено студио 1.
Стратегијата за едно општество не води кон помирни води, не води кон поголема соработка и пред се главната основа на тоа е образованието. Да во образованието ги вградиме и ги изградиме вредностите кај децата за утре да живеат заедно во едно општество. Значи, ако во политичкиот процес се случуваат процеси обратно од она што вие сметате дека го давате на јавноста или како владина или национална стратегија го правите. Ќе спомнам само еден пример. Етаблирањето на новото Министерство за политички систем и носењето на управите за малите заедници за јазици од Министерството за образование и Министерството за култура во Министерството за политички систем е обратно од стратегијата за едно општество. Значи, ние колку и да сакаме да се трудиме, да работиме концепти или стратегии што на нашето општество ќе му донесат помирни, подобри води, посплотеност, поголема социјална кохезија, поголема интеркултуралност меѓу заедниците. Од друга страна се случуваат процеси кои и цели политички партии кои сметаат дека на етничка карта можат и натаму да се тераат етнички бизнис. Така што овој процес ми дава за право дека еве и во делот за образование во кој јас со еден голем тим работев, може би ние треба да се избориме внатре во општеството и да ги победиме силите што сакаат поделби и може би некакви непријатни состојби, да не сега прejudicirаме. Во таа смисла активноста на дел од тимовите што работеа и за образование и за оваа стратегија водат кон тоа да дадеме содржина на нашето живење. Една слабост да претвориме во предност, но и тоа не оди лесно. Ако од образование и од култура дел од структурите поминуваат во новото министерство, а со новото министерство ќе раководи човекот кој што не се занимаваше со граѓаните, Садула Дураку, сега ќе треба да се занимава малце повеќе веројатно. Тогаш кој му го овозможува тоа? Да може такви структури промени да се направат ако се обратни од визијата? Има многу одговори на вашето прашање. Два кратки би можел во интерес на времето. Прво, рамковниот договор си оствари својата целта и ги реши или даде одговор на прашањата и структурните слабости што постоја. Но сега, каде понатаму? Ако продолжиме со етнизација на општеството, ако продолжи бескрајната етничка поделеност на образованието, ако продолжат процесите во кои ние не градиме заеднички вредности или заедничко општество, туку само се крстиме и се молиме на Брисел, на датумот и можеби еден ден нешто со некој со магично стапче некој да ни ги реши проблемите. Ова едноставно не е возможно. За тоа да се направи, значи, за тоа се прават влади, за тоа се прават програми, за тоа се застанува за одредена програма со одредени концепти, за да може да се реализира тоа. Јас лично мислам дека ова министерство не беше доволно дебатирано во јавноста, мислам дека пребрзо се направи тоа и мислам дека тоа како потек води кон биполарност, кон црно-бела Македонија и мислам дека тука може би не нудиме или владата не понуди квалитетно решение за пострамковна Македонија, како ние да ја организираме или да доведеме до поинтегрирана структура и општеството, и младите, но и многу други работи во државата. Тоа беше Петар Атанасов, а секако за образованието се разговараше и во авторската емисија на Сашо Ордановски "Печат на неделата". Гости му беа Ана Павловска-Данева и Маријан Бојаджиев. Тие велат дека од година во година опаѓа бројот на студенти во Македонија и тоа е тренд во државата генерално, не само на студенти, туку и на ученици во основното и средното образование. Според Бојаджиев, пак тоа што приватното образование е бизнис, не значи дека истото е квалитетно. Во продолжение исечок од "Печат на неделата" на Саша Ордановски со Ана Павловска-Данева и Маријан Бојаджиев. Не би ја раскажувала колумната, тоа се само неколку констатации. Суштинските забелешки. Бројот на студенти ни опаѓа од година в година во Република сега Северна Македонија.
И тоа е еден тренд кој не зависи само од квалитетот на основното и средното, така како што ни ги праќаат идните студенти и наш, туку и од демографскиот развој во државата, тоа е неспорно. Но од друга страна, тој податок сам по себе не мора да сигнифицира некакви лош квалитет или така натаму. Не, Просто но може да има друга помалку население. Така е. И се иселуваат, и младите им се отвораат можности да одат на страна да студираат. Порано тоа беше после студија, сега се почесто после матура веќе одат. Од друга страна, бројот на универзитети се зголемува. Јас само да ве подсетам, има една официјална статистика, неодамна ја објавила, во Македонија има над 190 факултети и само 150 и нешто средни училишта. Значи една дискрепанца која што е очигледна, не е ни Јас се приближна. срамам од тој податок. Јас како универзитетски професор се срамам од тој податок. Ние навистина долго време имавме една политика на пропагирање популистичка дека секое дете во оваа држава што ќе се роди треба однапред да се знае дека треба да студира. Но Ана, има во тоа и една предузимливост, како да кажем, на крајот на краиштата и образованието е бизнис сектор, освен јавниот дел во образованието, во кој што ако некој сака да отвори 5 факултети со по 10 студенти, негов проблем. Ако има бизнис модел во тоа да го најде, дали тоа треба да се Јас со блокира? тоа немам никаков проблем и тоа пазарот ќе го одреди. Ако зборуваме за бизнис, ја зборуваме за приватното образование. Да. Меѓутоа, ако го зборуваме за државните универзитети, тоа не е бизнис. Ги Тоа е спомнувате јавна и услуга. ниските плати на професорите во култура. Тоа ќе се надоварев на ова кратко излагање што ни го прикажавте од интервју на поранешниот заменик министар. Набра неколку работи. Единствено, многу кратко прове, ако приметивте, само со тоа ќе се согласам. Проблем во високото, зборувам за високото образование, е буџетот, го спомна тој буџетот, односно финансирањето. Државата наша, ниту сега, ниту порано, ниту предпорано, од постоењето до денесот од самостојањето, не вложува во образование, во високо образование и наука. И тоа е проблем. Нашите плати се исклучително мали. Ова не е популистичко зборување, бидејќи не е ни умесно да се кажува мали се, па ќе имате секојаш контра, сите се Во мали. јавноста има друг впечаток. Во јавноста има впечаток дека професорите се добро платени, Не се добро работат на проекти плюс, секој се советници, креираат закони Тоа и нема така никаква натаму, врска со финансирањето од државата. Државата нас треба да не ги финансира платите. Кога платите би биле пристојни барем, не се ни пристојни. Тогаш најверојатно многумина од нас не би сакале да бидат ничии советници. Тоа не е едноставна работа, напорна. Не би сакале да работат проекти ноќе. Не би сакале. Маријан, ако веќе предовни на личните имиња, бидејќи се знаеме долго време. Маријан, дали во мала држава, во држава со пропорции на Македонија, воопшто може да има наука? Во овој тип на високо образовна... Само ако може да јас сакам да... Не, одлично приказате и јас со тоа мислев да почнем, ама имавте два инпути, ако може само тука да расчистиме две работи на стартот, малце се влезе у приказ на приватното образование и бизнес и така натаму, да расчистиме дека тоа не значи дека не е квалитетно. Тоа никој не го рече. Пазарот ќе определи. Тука делумно се согласувам, бидејќи има и кој друг да определи. Треба да имаме одбор за евалуација и одбор за акредитација и просветна инспекција, и никој не работи ништо. Ако тоа не би го поминало, нема да биде универзитет. Нема постои. Не се согласувам. Има член 46 кој што вели дека одбор за акредитација треба да го следи работењето. За разлика од Ана, јас прво сум раководител некои више 14-15 години високо образование, сум евалуатор во Америка во ACBSP и одам во евалуација на универзитети и предавам на Тора Регата во Рим и отприлике малку овој дел на евалуација малку ми е попознат и за жал ние на секој одбор за акредитација им нудиме. Дајте да направиме некоја обука, не ние, него кога има негде во Европа во близина. се уште не функционираат по новиот закон. Не се формирани по новиот закон, меѓутоа функционираат старите, а да. одбор за евалуација што постоеше по некој закон од 2009-2010. Акредитација, двете се воедно споени кај. Не, сега во новиот, ама во едно време имаше Во стариот, во постоечкиот имаме одбор за евалуација и акредитација. Така да, едно Кој што, време, за жал, Ана, само ако може да не ми акредитира. упаѓате збор, сакам да кажем дека во 2009-2010 имаше едно законско решение, го постоеше посебен, не сме ВМРО СДС, на иста страна сме го приказнали, имаше посебен одбор за евалуација, беше професор некој друг, никогаш не се одржа ниту една седница. Зошто? Зошто не знам зошто јутел ми би било прашање. Никогаш не е одржана ниту една седница, така да постојат не е само пазарот, постојат и тела.
А посмената на министерот за финансии Драган Тедовски поради прогресивниот данок, бизнисмените не се ни најмалку свесни. Тие се не се ни најмалку среќни. Тие се свесни дека владата е колективен орган и дека нормално да имаат различни гледишта со секоја влада, но дека тие очекуваат да имаат постојан диалог. Ова всушност го изјави првиот човек на Стопанската комора Бранко Азовски, кој што гостуваше вчера во Централниот дневник. Во продолжение гледаме дел и од неговото гостување. Ние се буниме за две работи. Тоа се, како го викаш, прво изигрувањето на консултациите преку инструментот скратена постапка, кој што изобилно се користи и од претходната и од ова влада. Немате време да реагирате, да. Тоа е ситуација во која што ти во старци со, популарно речено, со христијанија заобиколен и сврлен од игра. Втората работа е што при консултациите кои што се, колку е тој процес озбилен. На кој ниво се одвива, колку е озбилен, колку е време потребно и така натаму. Значи, ние сме имали ситуации во кои што ти доставува органот на управување барање за мислење вечерта во 18 часот, а бара да го дадеш до 20 часот. А ние сме институција од 15.000 членки, од илјадници луѓе кои што учествуваат во градењето, креирањето на политиката и ни треба време за тоа. Нашите забелешки се однесуваат на една работа. Треба просечно 3 години за една идеја која што ние ја ставаме, а која претходно е елаборирана кај нас, да помине 3 години време, за да обично администрацијата свати дека е тоа применливо. Затоа ние ево можам да најавам дека наредната недела ќе правиме една пародија, журка во комората по повод 5 годишнината од недонесувањето на законот за холдинг. За? Холдинг. За холдинг. Значи холдинг има цел свет. Образложението на нашата администрација е дека не се носи затоа што во консолидираните биланси ќе има проблем, па зошто се тогаш институциите кои што ги плаќаме за контрола? Па имате барем Стопанската комора, имате сега таму човек, вице-премиерот Ангјушев. Не можеше да ви помогне во таа идеја или? Па ние имаме представник таму кој што е член на колективно тело, во кој што има 20 и не знам колку трчасорица. Значи он ќе го издвои своето мислење, али тоа не значи дека ќе ги убеди. Конкретно не се работи за владата, се работи за Министерството за економија, значи ние по 5 пат покренуваме иницијатива, по 5 пат тоа се одбива и решивме ево да ја одбележиме таа годишница и да ги повикаме во комората, ќе ги поканиме сите актери на тоа, чак и од владата и од Министерството, за да почнеме да алармираме како тие работи не треба да се решаваат. Исто и за член 211 од Законот за извршување, каде што наместо да се намалат ингеренциите и опфатот на институциите кои што ќе бидат заштитени од извршување, сега се додадоа и нови структури како што е здравството и така натаму, во кое што ние како приватни субјекти да можеме да се ги наплатиме своите средства. Така да не знам, меѓутоа убеден сум дека спороста на администрацијата несвесно доведува до тешки финансиски последици кај нас, бидејќи за тоа се земени кредити, се плаќаат камати, не можат навреме да се извршат обврските и така натаму. Значи, едно ако сум сигурен во ова моје искуство големо во комората и во бизнисот, тоа е дека бизнисот бара брзина, администрацијата спорост и стрпливост кои што не можат да одат и морат да се балансираат. Затоа што то носи финансиски импликации. Скоро беше и владата на премиерот Заев, повеќе беше фокусирана на Преспа, на тие меѓународни во НАТО и тоа. Така да ја запостави економијата, но и во новава реконструкција, освен министерот за финансии, останува министерот за економија, останува вице-премиерот за Ангјушев. Како гледам јас на таа работа? Значи, јас гледам тука две работи. Значи, кога ќе се речи реконструкција на влада, тоа значи или промена персонална на луѓе заради забрзување на одредни процеси или формирање на нови приоритети. Мислам дека премиерот во овој момент се раководел од тоа дека ние патот кон НАТО и кон ЕО на некој начин отворен и треба да се направи нешто да се отворат некои нови перспективи. Тие нови перспективи морат да бидат врзани за економијата. Апсолутно. Јас милион пати кажав дека најдобрата дефиниција дал Рамбо Амадеус, која рекол до 300 евра само ќе зборуваме за национализам,
за 500 која ќе имаме за каде ќе одиме на викенд, 1000 каде ќе одиме на одмор, а над тоа како ќе биде временската прогноза. Значи, народот и компаниите не ги интересираат програмите. Какви програми ќе ви додиш? Интересира како стандардот од 300 да порасти на 500. И тоа е многу просто. Ево, ние однапред им кажуваме да не ги даваат програмите. Дели тие во книги беа напишани кои што не се спроведуваа. Како една влада одговорна ќе направи помак и ќе направи корак од 300 до 500 евра или од 500 до 600 евра, како што имаме случај сега со бугарската влада. Да. Па имаме ситуација во која што прва година, после 10 години на членство во Европска Унија, се изедначи бројот на луѓето кои што од Бугарија излегуваат и се враќаат назад. Тоа беше Бранко Азески кој гостуваше во вчерашниот Централен дневник, а тука е крајот на овој прв блок од Отворено студио 1. Секако овие сечоци можете да ги погледнете на интернет страницата на 1tv.mk. Не го менувате каналот, следуваат вестите со колегата Александар Петрески.